Во овој момент екипата на Сител телевизија се наоѓа во најстарата населба во Прилеп, а тоа е населбата Варош, која што е во состав на тоа заштитено подрачје Маркови кули. Инаку, кога ќе спомене терминот Маркови кули, најчесто како асоциација доаѓа ридот со тврдините кои што се наоѓа веднаш над самиот град, но тоа заштитено подрачје малку пошироко се наоѓа од тука од населбата Варош, па се до манастирот Трескавец, односно патот кој што оди за селата Дупјачани и Небрегово, а од другата страна кај локалитетот Баба, односно патот за Вештачкото езеро, па се до селото Мажучиште или на површина од околу 4000 хектари. Ова утро ќе поразговараме околу два проекти кои што се реализираат, односно финишираат во овој момент за ова заштитено подрачје. Првиот е Маркови кули заштита и делување, еден проект кој што е финансиран од Европската унија, а го реализираше UNDP, вреден околу $100,000, чија што основна цел беше да се популаризира и афирмира ова подрачје кај туристите, но исто така и туристички да се уреди и да се заштити, а вториот е реноминација на целото заштитено подрачје. Но повеќе околу овие два проекти ќе поразговарам со моите двајца соговорници ова утро. Тоа е Борче Јанкуловски од секторот за локален економски развој на општина Прилеп и директорот на Институтот за старословенска култура во Прилеп, Бранислав Ристевски, кој под чија што практично надлежност и управување се наоѓа ова заштитено подрачје. Овој разговор ова утро ќе го започнеме со господинот Јанкуловски. Како што кажеме, финишираше проектот Маркови кули, заштита и делување. Кои бенефити ќе ги добие ова подрачје, но и општина Прилеп во однос на тоа поголемо афирмирање на овој локалитет и привлекување нешто е можно повеќе туристи. Самата реализација на проектот и самата програма на UNDP за подобрување на управување со заштитените подрачја е токму тој дел, а финансирано од Европската унија, да напоменам уште еднаш, е да се подобри пристапноста и информираноста на сите, на целокупната население и сите посетители кои тука доаѓаат околу значењето на сите заштитени подрачја кои што ги имаме во државата. Ова е од особена важност, што ние како општина, заедно во соработка со Институтот за старословенска култура, успеавме да го реализираме овој проект и да ја подобриме пред се пристапноста до самото заштитено подрачје, информираноста преку поставување на патокази, поставивме инфоточка која што сега во следниот период активно ќе почне да понудува информации за сите добронамерени посетители кои го посетуваат ова наше заштитено подрачје. Понатаму поставени се инфотабли, а се работи привршуваат делот на содржините кои се наменети за промоција, како што се туристичките мапи, туристичка брошура и веб страна кои што ќе дадат детален преглед на целото заштитено подрачје. Како што споменавте, не е само ридот Маркови кули, туку е и тоа поголема подрачје кое што е многу значајно и за Прилеп и за сите посетители кои го посетуваат. Особено е важно што и ова се наоѓа на привремената листа на УНЕСКО, за кое што понатаму ќе зборува и мојот колега од Институтот за старословенска култура. Она што сакам да напоменаме дека во рамките на проектот се набави опрема за институтот во тотална станица, компјутери, сервери, поставен е видеомониторинг систем каде што 24 часа се мониторира главните пристапни точки до самото заштитено подрачје, а од друга страна се набави и дрон кој што постојано работи на едни нови модели каде што добиваме 3D визуализација на целокупниот простор и тоа планираме да го искористиме како начин, како метод на она кое што сме го сработиле за целото заштитено подрачје и на тој начин да може да мониторираме целокупната заштита на подрачјето во годините кои што идат. Во следниот период на кој што го работиме токму со како што споменавте, се наоѓаме во населбата Варош, која што е во делот на заштитеното подрачје, токму со представниците на локалното население од ова подрачје и другите населби кои гравитираат према него, ќе организираме средби со граѓаните со цел да им укажеме значењето на ова подрачје, не само за Прилеп, не само за државата, туку и пошироко. Ова е едно од подрачјата кои што се карактеризираат со граниолитни форми кои ретко се наоѓаат, а и на голем број на археолошки и културни локалитети
И преку овие средби ќе настојуваме, значи, со нашите сограѓани, тие да ја прават примарната заштита, но и ние како општина и самиот институт ќе се вложиме дополнително да обезбедиме неопходни услови за да може да го заштитиме она кое што го имаме и да остане во онаа првобитна форма, значи во природна форма која како што било некогаш и таа така и да го заштитуваме. И заради тоа е и заштитено подрачје. Боче, ти благодарам на твојот разговор и на сите овие исцрпни информации. Ти малку ја наговести втората тема за која што ќе поразговараме ова утро, а тоа е дека Маркови кули заштитеното подрачје се наоѓа на привремената листа на заштита на УНЕСКО, а сите овие иницијативи и сите овие активности кои што се прават, крајната цел е Маркови кули да влезе на постојаната листа на заштита на оваа меѓународна организација и со тоа после Охрид Маркови кули да биде вториот локалитет во Македонија кој што ќе се најде на оваа листа, но повеќе околу оваа тема со мојот втор соговорник, господинот Бранислав Ристевски. Како што најавивме, господин Ристевски се врши реноминација на целото ова заштитено подрачје. Што е тоа и што не очекува во следниот период еве до таа апликација за УНЕСКО? Јавната научна установа Институт за старословенска култура, која е субјект на управување со заштитеното подрачје во согласно со законот, во целост е спремна да одговори на врските, но и правата кои произлегуваат од статусот на субјект на управување. Имено, ние во сегментот на подготовка на апликацијата сме максимално студиозни, знаејќи ги импликациите од грешките во постапката. Имено, нашите сознанија како јавна научна установа од највисок ранг, односно во групата на 5 национални институти на македонскиот народ, особено во сегментот на хуманистичките науки, првенствено археологија и историја на уметноста, како единствени во нашата држава и највисоки по својата структура, сме на становиште, на мислење дека културните содржини се од исклучително значење и со кое аргументирано, целосно можеме да браниме нашите претензии да се најдеме на постојаната листа на УНЕСКО. Во прилог на тоа говори фактот што на заштитеното подрачје веќе постојат 9 регистрирани споменици на културата како највисок степен на вреднување на овие содржини, како би спомнал манастирот Трескавец, манастирот Свети Архангел Михаел, црквата Свети Димитрија, црквата Свети Никола, Свети Петар и Павле, Богородица, Пречиста, Свети Атанас и други. Тоа се несомнени аргументи, да не зборуваме веќе имаме и други содржини кои рамноправно исто така можат да влезат во групата на споменици на културата. Сето тоа е несомнен аргумент, значи евидентен аргумент, да не набројувам милијадници трудови во меѓународни и домашни списанија каде што се публикувани резултатите овие трудови. Патем да спомнам, последните 2 години Институтот за старословенска култура организира меѓународни научни средби во кои што имплицитно и експлицитно се тангираат темите од културното наследство. Првиот беше за биолошките или географските и културните содржини на просторот на Марколите вкули. Второто беше доста средновековните населби во централните дел од Балканскиот полуостров, што на некој начин го детерминира местото на средновековниот сплив во рамките на поширокиот регион. И сето ова зборува или аргумент за нашата студиозност во постапката на аплицирање. Дополнително ние вршевме консултации со светски еминентни научници од сферата на природните науки и нивното мислење во сегментот на геологијата е дека сами за себе геолошките содржини не се доволен аргумент за постојаната листа на УНЕСКО, туку дека мора да се аплицира како мешовито добро со нагласок на културните содржини. Значи, зборувам за еминентни стручњаци, оние кои што во иднина би оценувале вредностите на овој простор и тие не сугерираат да одиме по линија на мешовито добро со нагласок на културните содржини. Сето ова е во функција на, како што веќе кажав, на студиозна подготовка на апликацијата, бидејќи мораме да имаме во предвид и укажување на сите овие наши соговорници е дека грешката во апликацијата значи дека ние за навек си затвораме вратите да претендираме на листата на УНЕСКО како највисок ранг
во сферата на природното и културното наследство. Од тие причини не смееме се дозволиме никакви импровизации, независно од личните или поединечни или групни интереси. Зборувам првенствено да не одам на ниво на приземност, лични интересни финансиски, за сметка на тоа едно подрачје кој е исклучително значање за регионот на Северна Пелагонија. Тука не смееме да бегаме од фактот дека ова подрачје не само со своја квантитет, него и својата содржина е еден од клучните фактори на развиток на Северна Пелагонија, односно регионот кој гравитира Прилеп, но и пошироко. Ако веќе го спомнавте дека ние сме еднакво вредни или претендираме да биде еднакво вредни со Охридскиот регион, така треба да се однесуваме, а не со некаква површност, неодговорност и ефемерни потеси. Од тие причини јас повикувам и работиме на тоа да општествената јавност ја информираме за потребата од студиозен пристап во апликацијата. Кога би можело да се очекува да се поднесе таа апликација? Пред известен период на еден меѓународен собир тука во Прилеп беше споменува терминот околу 2 години. Видете, времето рењето е максимално условено од нашата способност и потенцијали да понудиме сосема сериозна аргументација, значи со меѓународна верифицирана аргументација. Што тоа значи? Културното наследство, веќе како што спомнав, неколку илјади наслови има во меѓународни и домашни списанија и тоа е процес на валоризација во стручно-научните кругови. За разлика од тоа, природното наследство е скоро непознато во научните кругови, зборува. И оттаму е потребен еден процес на првично верифицирање, значи заокружување на културни содржини, но и базично истражување и презентирање на природните содржини како процес на меѓународна верификација на тие вредности во стручно-научните кругови, зборува. Од УНЕСКО е првенствено административно заокружување на тие вредности. Значи во тој процес ние мораме целосно да се вклучиме како со нашите потенцијали. Институтот за старословенска култура тие потенцијали ги има како врвна научна установа, но во одредени сегменти, особено во природното наследство, ни се потребни сериозна помош од меѓународни експерти кои би го валоризираат тие вредности во пошироки рамки. Значи од тој процес почнува всушност оценката на која точка можеме да претендираме. Односно, јас спомнав тие 2 години. После 2 години би требало да бидеме најасно дали ние имаме реални шанси да бидеме на постојаната листа на УНЕСКО или треба за навек да се откажеме и да почнеме да ги третираме во рамките на некои регионални или национални рамништа овие содржини што ги имаме. Значи во таа смисла зборот 2 години. Иначе процесот може да трае и 5, и 7, или 10 години, се да не бидам песимист во целата постапка, но поентата е од нашите потенцијали. Јас она што можам да гарантирам и како археолог, научен советник археолог и за името на моите колеги кои имаме 9 научни работници со највисокото научно знање, научен советник, во наше име можам да гарантирам дека во сегментот на културното наследство комплетно можеме да одговориме на сите меѓународни и светски стандарди на вреднување. Другата содржина треба и општествената заедница, но и тие сегменти од научната дејност во Македонија се вклучат.